Македонија е надвор од водена енергетска криза и покрај екстремно високите температури. Акумулациите се полни 70%, а добра е состојбата и со производството на струја, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Јас сум навистина среќен и задоволен што ја поминавме сезоната со наводнување онака како што планиравме, а сепак во овој период од месецот, значи веќе сме 5-6 август, имаме над 70% од акумулациите полни и подготвени хидроелектрани да произведуваат електрична енергија. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. Престои заселување, бидејќи наскоро започнува најголемиот приватен енергетски проект. Се надевам дека во втората половина на август месец ќе можеме да појдеме на лице место на терен, да посведочиме како се развива најголемата приватна инвестиција во делот на енергетиката, во делот на обновливата енергија, а тоа е ветропаркот на компанијата Алказар во општините Штип, Карбинци, Радовиш и Штип, Карбинци и Радовиш, половина милиарда долари инвестиција во трите фази. И таму мислам дека ќе слушнеме уште една убава вест, но ајде да оставиме да инвеститорот тоа го каже. Така што ние во моментот како земја сме безбедни и комотни, но истовремено правиме план за следните 10 години. Одгледувачите на овци се во големи проблеми и се избезумени од високите температури. Сонцето ги изгоре пасиштата, нема трева, мозноста драстично е намалена, а овците преку ден едвам дишат. Пасиште нема, значи се изгорено е, се пазиме само лекото е намалено нормално, дека нема сува, дека храната му е сува при храната, зелено нема веќе, некои се откажаја, некоја ние уште молтиме, уште да речиме преку една ден, ама веќе при крај. Во подобра состојба се кокошките неселки во фармите, како и свињите. Се бориме со горештините, пред се имаме многу силна вентилација која лади и околу здравјето на животните се грижиме со дополнителни витамини, нема намаленост на носивост, нема смртност, нема тоа не ни е прв пат. Жештината не е добра за ништо, во секој случај, меѓутоа сите посовремени фарми више имат вентилација, имат тако и тука е решен проблем. Спас и решение за горливите летни проблеми е пат на температурите. Само да залади времето, да се опушти дождо и да има, да се обнови и ливадите што се искосени, ќе се обноват тие и така ќе продолжиме понатаму. Одгледувачите на свињи имаат проблем кој се однесува на откупот на свињи и се нудат 100, а бараат 140 денари. Проблем е цената. Више втора година е многу ниска, 100 денара е живота. Колку? 100 денара. А според вас колку ви била ликвидна? 140. Оваа состојба со високите температури ќе потрае уште 2 недели. Потем се очекува пат на температурите, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Текот на оваа седмица и во текот на следната седмица до крајот на следната седмица ќе се задржат овие високи температури кои ќе го надминуваат и 33-тиот степен, а наместа ќе достигаат и до 40-41 степен, така да што топлотниот бран ќе потрае. Куповната моќ на граѓаните во државата расте значително во споредба со она од пред неколку години. Во моментов таа е поголема од неколку земји на Европската Унија, а критиките од опозицијата за економската состојба Мицковски не ги зема за сериозни. Да, имаше од опозицијата одредени пораки и од некои од медиумите кои што имаат исто мислење со опозицијата изминативе денови. Се водеше, би рекол, плитка кампања која што повторно беше демонтирана и повторно предпоставувам од опозицијата и дел од тие медиуми ќе жалат и ќе бидат разочарани зошто Македонија не е најслаба, туку е многу подобро од неколку земји на Европската Унија и би рекол од сите земји во регионот, кога станува збор за
куповната моќ на граѓаните, и ако тоа се спореди со бројките од пред 3-4 години, ќе може да се забележи значаен напредок. Туризмот бележи значаен раст, а бројот на патници на аеродромите е исто така значајно зголемен. Бројот на летови и бројот на патници во првите 7 месеци, ќе ме коригира Александар, веќе не е 1, 2, 3% зголемен споредено со претходната година, туку зборуваме за 20, 30, 40%. Тоа е нешто кое што навистина представува нешто значајно, и тоа нас не мотивира да продолжиме во таа насока и во периодот кој што следи, бидејќи туризмот е еден од приоритетите на владата, и вие можете да бидете сведоци што се случува посебно овие денови, овие недели, би рекол, на нашиот туристички бисер, но и не само таму, насекаде на целата територија на земјата. Македонија обезбеди 149 милиони евра грант од Европската Унија за изградба на железничката делница Крива Паланка-Деве Бајер, како дел од коридорот 8. Договорите се потпишаа во влада, а присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска, заменик шефот на делегацијата на Европската Унија, директорите на Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој, како и директорот на железници и инфраструктура Синиша Ивановски. Денешното потпишување означува продолжување на визијата која што ја постави оваа влада, а тоа е Македонија да ја искористи својата уникатна географска позиција како раскрсница на двата паневропски коридори, коридорот 8 и коридорот 10, и на тој начин да го докаже своето место како срце на Балканот. Израдбата на коридорот 8 е еден од врвните приоритети на владата. Како што веќе беше споменато, веќе е завршена првата секција од источното крило, активно се работи на втората секција, а денеска сме присутни на потпишување на договори за финансирање за градба на третата секција. Ова е исклучително значаен ден, затоа што после скоро 2 години работа доаѓаме до проект кој што е остварлив, кој што е реален и кој што може да биде изграден, да биде реализиран. Катастрофата во Гостивар продолжува. Бактерии се пронајдени во водата и илјадници граѓани се отруени, а над 4000 луѓе се соочија со последиците од загадената вода. Обвинуваат денес од СДСМ. ВМРО ДПМН од друга страна прашуваат зошто Филипче, кој знаел за проблемите со водата, не понесе одговорност. Катастрофата во Гостивар продолжува. Илјадници граѓани се отруени, над 4000 луѓе се соочија со последиците од загадената вода. Тотален колапс на здравствените институции на Мицковски и Клековски. Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште 2 недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Филипче не само што не го решавале проблемот со водата во Гостивар, туку никогаш не побарале, ниту пак понеле одговорност. Документите кои ги споделувавме во јавноста од испитувањата покажуваат дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче биле евидентирани случаи на небезбедна вода за пиење во различни населени места низ државата, како и во Гостивар. Но денес се поставува едно уште поважно прашање, а тоа е дали некој од тогашната власт побара одговорност. Дали некој директор бил разрешен? Дали некој градоначалник пак бил повикан на одговорност? Одговорот е не. 3,66 се просечната оценка од полагањето државна матура во јуни од сите 3 типа матура, изјави денеска на прес министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа изрази задоволство од просекот кој речиси задржан од лани, кога беше 3,69 за разлика од 2024, кога бил 3,26. Просечната оценка од сите 3 типа на матури е 3,66,
што е скоро на ниво од ланската матура кога изнесуваше 3,69. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек за разлика од 2024 година кога изнесуваше 3,26. Овој резултат за министерката е објективен. Ценам дека резултатите се објективни. Училиштата, факултетите каде што се организираа дел од тестовите, тестаторите, кои беа околу 2500 на број, околу 200 наблюдувачи и оценувачи беа добро подготвени. Задоволство од овој просек изрази и директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска. Државниот испитен центар е задоволен од постигнатите резултати во оваа испитна сесија и како што кажавме, на ниво на испити на крајот на средно образование имаме просек 3,66, што е приближно ист и да не речам ист со минатогодишниот, така што се одржува еден континуитет во тој дел. Годинава за прв пат се полагаше 3 типа на државна матура: државна, државна уметничка и државна стручна. Полагаа вкупно 14.587 ученици. На полагањето не дошле 348 ученици или 2,39% од пријавените. Втора шанса за полагање на државната матура е на 12 и 14 август. Иницијативата за подигнување споменик Мајка Македонија во Нови Сад предизвика реакции во Србија, Грција и Бугарија. Предлогот го поднесе Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија по повод 80 годишнината од доселувањето на македонци во Војводина. Станува збор за брозена скулптура, висока околу 2 метри, која би ја прикажувала жена во традиционална македонска носија со 2 деца, едното свртено кон Србија, а другото кон Македонија. Предлогот најде на остри реакции од граѓанската партија на грците во Србија, која побара властите во Нови Сад да ја отфрлат иницијативата. Реакции има и во Бугарија, каде се посочува дека традиционалната носија представена на скулптурата е поврзана со фолклорното наследство на историско-географската област Македонија, поради што споменикот се оценува како провокација кон бугарската историска меморија. Конститутивна седница на Собранието на Косово се одржа денеска, еден ден пред истекот на рокот што го постави Уставниот суд во Приштина за конституирање, а партиите се уште не постигнале договор за формирање на институциите. Се уште не е познато дали утре ќе се одржи и седница за избор на нова влада. Движењето Самоопределување и Демократската лига на Косово се уште не постигнале договор за формирање на нови институции, а Демократската партија на Косово и Алијансата одбија да учествуваат во разговорите. Председателите на Самоопределување Албин Курти и на ЛДК Љумир Абдиџику денес повторно се сретнаа во обид да најдат решение за формирање на институциите, но состанокот заврши без договор. Бројот на случаи на вирусот Западен Нил во Грција почна да се зголемува, со 23 нови случаи откриени само минатата недела. Најголем број случаи е регистриран во Глифада, а како што објави Грчкиот национален институт за јавно здравје, до 5 август се регистрирани вкупно 65 случаи, од кои 54 развиле болест на централниот нервен систем, енцефалитис или менингитис, објавува Катемерини. Вкупно 6 смртни случаи се регистрирани кај пациенти со вирусна инфекција и манифестација на ЦНС над 65 години. 20 пациенти се хоспитализирани, од кои 8 се на интензивна нега, а 4 на оделението за интензивна нега. Најголем број случаи се регистрирани во регионите Атика, Тесалија и Централна Грција. Поранешниот воен аеродром во Доброславци, каде што летовите завршија пред 25 години, треба да стане напреден вселенски одбранбен центар во Европа. Проектот, базиран на јавно-приватно партнерство, официјално започна со потпишување на меморандум за разбирање помеѓу владата и Starbase Europe за време на посетата на премиерот Румен Радев на локацијата. Радев рече дека иницијативата ја одразува стратегијата на владата за инвестирање во високотехнолошки индустрии и економија на знаење, а воедно отвора и нови можности за бугарските компании со глобални амбиции. Доброславци ќе стане место за целосно склопување, тестирање и квалификација на следните генерации бугарски сателити. Наместо во денови, престојот на македонските возачи во Шенген зоната да се пресметува во реални часови, побараа представници на транспортните асоциации од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора од Европската комисија. Тука ќе добиеме
80% кај возачите можност да несметано работат во тие 180 дена, без да бидат вратени, бидејќи секојаш нели се рачуна од денот на контролата нано за 180 дена. Се добиваат оние денови каде што им се евидентираат, например, час или два во некоја држава, им се рачуна као 24 сата. Така да ова е нешто што ќе помогне во овој период без промена на законски норми. Барањето изнесено на состанокот на техничката работна група со представници на Европската комисија и земјите од Шенген зоната со примената на правилото 90 од 180 дена за професионални возачи, но колку е реално тоа да се прифати? Потребно е, барем така ние сметаме, да се донесе само упатство за примена на пресметката, односно место да се рачуна као ден, да се рачуна за час, што значи дека сегде има евиденција за време на влез и за време на излез. Така да, доколку има добра волја, би можело да се спроведе овој период додека не се најде некое трајно решение. Но постои уште еден битен проблем со системот за евиденција на престој. Еден од проблемите со кои што исто така ги запознавме и работната група е тоа дека не постои уедначеност во сите држави при давање на информација за денови на престој или колку денови останале уште, што е системска грешка, предпоставуваме, и ги замоливме и тој дел да се го проверат, затоа што добиваме некогаш различни информации, уште колку денови возачот може да го управува возилото во Шенген зона. Во меѓувреме, од асоциацијата предупредуваат дека во одредени држави од Шенген зоната веќе се вршат засилени контроли на дозволениот престој на возачите. Би замолиле, значи, до сите превозници во овој период, за да не ги доведат во несакана позиција своите возачи, убаво да пресметуваат деновите, бидејќи засилени се контролите. Сега во некои држави рачунаат од 10 април, меѓутоа еве во Бугарија имавме случај и се рачунаше од 26 или 27 јануари. Значи, оно што го кажав преска од денот на контролата нана за 180 дена, што значи таму направија комбинација на тие печатици што ги има во пасошите возачот, односно евиденцијата која имаат од тој аспект и новиот систем. Овча сипаница ги коси стадата во селото Дулица блиску до Македонска каменица. До овој момент неколку десетици овци чекаат од АХВ да бидат закопани на веќе одредените локации, но болни се стотици овци кои ќе бидат еутанизирани. Има 20 овци погинати. Они се распаѓаат, мирисат и оние се овци болни. Јас ги хранам дома, како хранат и јадат и паѓаат, ранат и паѓаат и мирисат цело село. Мириса не може да дојдеш, не може да се излезне ни надвор, ни навак. Еден месец чекаме да дојде да се тргнат овците, ги чекаме да дојдат еден месец да ги отстранат. Што е со угинатите, каде се закопани? Не се закопани, овците се чекаме да дојдат да ги закопаат. Најдена е локација, најдено е место, најдено е место, чекаме да дојдат да ги тргнат од овдека да не мирисат, да не смрдат. За кога од АХВ ви е кажано дека ќе дојдат? Нема контакт, немаме ни од АХВ, ни од ништо. Од инспекторите од Делчо одзвониме, тогаш ќе дојдеме, онагаш ќе дојдеме, немаме ни од тат контакт више. Што е со останатата стока и како се истата штити, како ја штитите? Она не може да штитиме, она заболена е целата стока и нема што да ја правиме, само јадење и даваме и вода и даваме и она паѓа уместо. Со кого контактиравте во меѓувреме? Меѓувреме контактираме со матичниот доктор, што ни е матичен докторот од Делчево, и контактираме со гранчалничката, контактираме тоа 2-3 дена нон-стоп одиме кај неа да се отстранат овците и тоа утре ќе дојдеме, друг ден ќе дојдеме, утре ќе дојдеме и се така не лажат.
Во новата учебна 2026-2027 година во училиштата ќе седнат околу 3000 првачиња помалку отколку лани, најави министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа оцени дека континуираното намалување на бројот на ученици е сериозен и загрижувачки тренд, иако се очекуваат дополнителни запишувања пред почетокот на учебната година. Но бројката во основно училиште е значително намалена и во овој процент се ближи околу над 4000 деца помалку од лани. Не е дефинитивна бројката, затоа што уште ќе се запишуваат, дел од нив не се пријавени и се надевам дека малку ќе опадне таа бројка, но е страшно голема во однос на демографијата. Жал ми е што морам да кажам, но тоа е факт, тоа и статистика ги има објавено, еве сега најновите податоци ви кажувам, бројка над 4000, некаде околу 4900 првачења помалку од лани до оваа година. Колку и да се запишат, уште 2 да се запишат, ќе бидеме со најмалку со 3000 првачења помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја. Во просториите на општина Берово се одржа првата средба во рамки на активноста изградба на капацитети за стартапи, која е дел од проектот Ленц, што се реализира во соработка со Европската развојна агенција. Средбата ја отвори градоначалникот на Берово, Петар Ружински, кој истакна дека проектот има значајна улога во развојот на современо и одржливо земјоделство, како и поттикнувањето на иновациите, предприемништвото и развојот на нови бизнис идеи во регионот. На настанот беа презентирани целите на проектот, планираните активности и резултатите од спроведеното истражување во Источниот плански регион. Наредната работна средба ќе се одржи со Универзитетот во Болоња. Полицијата во Источна Македонија во изминатото деноноќе интервенирала во повеќе случаи, од физички напади и нарушени односи до тешка сообраќајна несреќа и возење без дозвола. Во Штип 54 годишен жител пријавил дека бил нападнат во дворот од неговиот дом од 32 годишен сограѓанин, кој по расправа е оштетил и влезната врати и прозорците. Напаѓачот е лишен од слобода. Во Виница пак приведени се 2 лица на возраст од 35 и 21 година, по пријава дека физички нападнале 25 годишен жител во неговиот двор. Во Делчево, 40 годишна жена пријавила дека била нападната во својот дом од маж и неговата сопруга. Полицијата работи на расчистување на случајот. Во Берово, 16 годишен мотоциклист се здобил со тешки телесни повреди по сообраќајна несреќа со автомобил БМВ на локален пат. Во Кочани полицијата приведе 35 годишен жител на Мојанци, кој управувал мотоцикл без регистарски ознаки и возачка дозвола. Возилото одземено, против него ќе биде поднесена пријава. Необична снимка од фарма во Приедор брзо го привлече вниманието на корисниците на социјални мрежи. На видеото се гледа клима уред поставен за да ги разладува свините во текот на жешките летни денови. Снимката предизвика бројни реакции, а многумина се запрашаа дали ваквото решение може позитивно да влијае врз здравјето и благосостојбата на животните. Утре времето сончево и многу топло. Температурите ќе се искачат до 35 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 29%. Температурите по градови се следните. Штип 35 степени, Карбинци 34, Пробиштип 34, Чешиново Облешево исто така 34 степени. Во Кочани 33. Во Виница 33, Македонска Каменица и Делчево со по 32 степени, во Пехчево 29 и во Берово максимални 30 степени. Православните верници утре се спомнуваат на Света Ана, католиците на Папа Сиксто.